Во продолжение зборуваме за храната која што ја купуваме, за храната која што ја фрламе, колку од таа храна која што ја фрламе може да нахрани семејства во Македонија. На оваа тема зборуваме со председателот на иницијативата Банка за храна Душко Христов, кој што е наш гостин во студиото. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро, благодарам поканата. Бројни истражувања, ако може така да кажам, имате направено за тоа колку македонски граѓани имаат 2 до 3 оброка во текот на неделата, не станува збор за во текот на денот. Во 2019-та чинам дека тоа беа нешто над 70.000 граѓани. Сега каква има ли промена во бројките, предпоставувам по короната, иако сега можеби се уште рано со оглед на економската криза што сега имаме? Да ни кажете колку? Би било сулудо да помислиме дека ги нема тие. Секако дека бројот се зголемува, тоа се показатели кои што се на некој начин доловуваат во секојдневието во кој што ние работиме, но што рековте, тогаш 70.000. Тоа се времени истражувања, парцелни да ги речем во текот на годината, бидејќи ние како Банка за храна сме се веќе 12-та година во етерот. Дури сме и членка на Европска федерација на банки за храна, така да што можеме да правиме одредени споредби во база на бројките и на количините на храна кои што се фрлаат или се донираат и на европско ниво, бидејќи сакале неќеле ние мора да ги добиеме тие податоци, имаме заедничка платформа и на тој начин ги уверувам и вашите гледачи дека навистина, а поготово со ковид кризата, бројот се зголемува. И жално, меѓутоа е така не општеството. Некои ќе кажат дека се обезбеди одредена еднократна, двократна, не знам веќе каква помош за граѓаните, за оние што се во, да речеме, незавидна ситуација, но сепак и тие 100 евра или не знам колку веќе беа и 200, тие се трошат. Поразителни се, меѓу другото, и бројките на тоа колку храна фрламе, и како домакинства, и како компании и така натаму. Сте пресметале ли со тоа колку храна фрламе, колку семејства, колку граѓани би можело да се прехранат? Најголеми фрлачи на храна сме ние, луѓето, односно семејствата. Во некои математики нешто игра со бројки мора да каже, меѓутоа најмал да сакаме, бидејќи сепак граѓаните не се бројките, се живи луѓе битија, меѓутоа бројот и количините на храна како граѓани, како семејства што фрламе, ја викам нека само кажа дека ние сме околу 500.000 семејства во Македонија, не знам по последниот попис колку испаднавме, но отприлика тука негде сме. Секој семејство ја фрлам, тврдам дека фрла помеѓу 250, 300, 350 евра. Оно просечно што велам, во текот на годината. Ако имаме 500.000 семејства, нека бидат само 10% од тие што сме фрлачи, бидејќи дел од тие значени немаат да фрлаат можеби. Тоа се огромни количини односно вкупна сума на средства е огромна. Количините кои што ги фрламе сите заедно, и операторите со храна од типот на производители, дистрибутери и продавачи, па и ние самите семејства, би нараниле негде околу 13 до 15.000 семејства. Тоа е сепак еден, ја го викам, еден Кочани како град да јаде цела година. Тоа е поразително за нас како општество, но не е само кај нас тоа е еден тренд во светот. Ние сме конзументско потрошувачко општество и некако во оне што има барем малку, мислам дека неправилно и несоодветно купуваме. Тоа е причината за... Да, и неправилно, односно несоодветно користење на одредени производи. Само ќе кажам што фрламе највеќе, пошто одредени истражувања покажа леб и лиснати производи, овош и зеленчук со меснати производи. Лебот мора да го јадеме секој ден, овошот и зеленчукот исто така, и совместните производи се оние најбрза храна, дали за не знам кога јадем, меѓутоа е таа храна што и баш и не е ефтина. Сега, кога ќе ги слушнеме сите овие бројки, зошто тогаш како држава не работиме на прво на подигнување на свеста за купувањето, бидејќи веројатно несовесно купуваме, а од друга страна и за подигнување на свеста дека не треба да се фрла таа храна. Човечкото око не може да го натераме да купува соодветно по правило и така. Еве јас дома ќе речем купите 2 пат лиџана, толку ќе изидеш. Бидејќи продавници, гранапчиња, локални, да ги речеме продавници, па и веќе поголеми маркети, ги имаме на секој ќош. Меѓутоа ние сме навикнати да купиме да има. Не, тоа веќе помина време и мислам дека граѓаните треба да знаат
Они се свесни со тоа затоа што секој ден купуваат, нели купуваме во продавниците, дека веќе цените, ако брашното беше до пред месец и пол дена 2,32 денара, сега 60 или зејте на 150 денари, што неговата цена ќе расте. Но има еден феномен кој што можеби ќе се случи негде таму зимото, ќе бидеме сведоци, можеби, да не бидам баба Вања што викаат, дека ќе имаме пари, ама нема што да купиме. Значи, можеби не сега ова зима, али дека и со енергетската криза која што не надоаѓа, слушаме и гледаме колку ќе ни биде струјата, грејењето и ред други услуги сервиси кои што нам како граѓани ни требаат, секако дека ќе се осети кризата. А кризата кај оние што нема, само да продолжам, е изразена преку, ја да кажам, преку одредени побарувања кои што се јавуваат повеќе од она што ние можеме. Ево само да кажем, имавте прилог за општина Центар, градоначалникот на Центар и градоначалникот на Кавадарци веќе се 4 години во една акција како што вели во помош на граѓаните и во семејствата во социјален ризик. Ние секој месец во општина Центар делиме 150 пакети веќе 4-та година. Во општина Кавадарци, благодарејќи на нашите локални волонтери од Банка за храна Кавадарци и градоначалникот и заедницата во таа општина, околу 100 пакети се делат перманентно во овие 4 години. Но што правиме во другите општини, бидејќи ние имаме барања и од Струга, и од Дебар, и од Делчево, и од сите градови каде што нормално, пошто е јавна информацијата на нашите социјални мрежи и луѓето на некој начин имаат потреба да се јават. Јас знам дека никој од не се јавува или не побарува. Да. 2019 се зборуваше за предлог закон за донирање храна, за да знаат и дистрибутерите и производителите, но и сите како да донираат храна, социјално или да се намали фрлањето на храна, а од друга страна да се нахранат семејствата на кои што им е потребно. Што се случи 2022? Дури во програмата на партијата која што ја предводи владата на Македонија, не знам на која страница беше во нивната програма, дека ќе се донесе посебен закон за донирање вишо храна. Тоа е наша иницијатива, како што спомнав пред да дојдам. Ви кажав дека претходниот премиер на СДСМ Заев беше и наш амбасадор против гладот уште од 2011-2012 година. Нашата иницијатива, значи, уште тогаш беше да ние поттикнеме и на некој начин етаблираме еден предлог закон, апропо оно што ви го кажав дека сме членка на Европска федерација на банки за храна. Од 2019 година, како дел од националната група, составена од сите релевантни министерства и 2-3 невладини организации бевме таму, се го драфтиравме тој предлог закон, кој што дрема во нека владина фјока. Причини се, одговорите ги немаме баш оно кристално јасни зошто е тој, се уште не е на маса, да го бидејќи беше во нивните искази од страна на институциите дека има уште некои работи да се доработат. Викам, луѓе, каков е таков е, дајте кажете што е конкретно, па во ковид време, во пандемиско време да го тестираме, бидејќи има една добра одредба во тој закон кој што вели ајде година дена да го тестираме, без пенали за операторите со храна, без пенали за они што ќе дистрибуираат, едноставно да го тестираме тој закон, бидејќи времето налага во пандемиска криза, па сега поготово. Сега тој закон е повеќе добро дојден во нашето општество, но ние не сме застанали со тоа, ние глодаме, што викам, праќаме дописи до институциите, се среќаваме со истите и му кажуваме дека има потреба од тој закон, не заради нас лично, заради тоа што навистина ситуацијата и не е баш така розово општеството. Сето оно што е шминка на телевизија, што го гледаат обичните граѓани, и не е баш така како што кажуваат. Тек доправа, како што кажав, ние како општество, како граѓани ќе се соочиме со уште поголема криза, која што пак налага едни вакви законски решенија, бидејќи па без закон, оној што сака да донира нема да знае како да донира, во кои рамки, во кој форма, во кој облик, што како бенефит ќе добие. На крај крајева храната има своја економска вредност на пазарот, што е нормално, производство, дистрибуција, продажба и така. Значи, тој закон мора да ги регулира релациите од нива до трпеза во делот на донациите со вишокот храна, бидејќи во Македонија до 2019 година зборчето вишок храна не постоеше.
дури во Европска унија се чекор напред од пред 3-4 години има една предлог иницијатива каде што ние како банки за храна, односно тамошните банки за храна, изработи еден каталог, категоризација на одредени производи кои што по истекот на рокот може да се користи одредени производи на храна. Тоа се 57 категории со над 400 производи. И тоа е односно даден предлог на членките на Европската унија, само на членките, предлог, доколку сакаат, би било добро да го вградат во нивните законски решенија во нивните држави. Зошто и кому не му одговара да биде донесен ваков? Уште тогаш кога го носевме, се појави една иницијатива која што мора да кажам дека и за нас дел од групата што бевме таму беше нејасно зошто се алудира да некои одредби во тој закон останат. Втора работа, кога се работеше законот, јас бев еден од единствен, морам да кажам, кога кажува дека ние зборуваме за нив без нив, бизнис заедницата не беше вклучена. Па и денеска многу малце разговарајќи со одредени субјекти од операторите со храна, не знаат во кој правец и на кој начин да се постават доколку дојде едно такво законско решение, бидејќи не се дел од групата, немаат можност да дебатираат или да дадат своји предлози, додуше сега има во моментов, бидејќи е отворен и ние апелираме на сите тие и стопански комори, па и пред се операторите со храна, како што кажав, производителите, дистрибутерите и продавачите, вклучете се, бидејќи овој закон, паралелно со законот за донации и спонзорство во јавниот сектор, може да се направи една интересна спојка, бидејќи законот за донирање вишо храна во еден член вели дека обврските и придобивките од овој закон ќе се регулираат преку законот за донации и спонзорство. На тој начин да направиме добра синергија помеѓу овие два закона, истите да бидат во функција на општеството, на граѓаните кои што имаат потреба, бидејќи го огромни количини на храна завршуваат на ѓубриште, и од една страна, друга страна ќе биде институциите ќе бидат решени, односно институционално ќе се решат овие, бидејќи целиме кон Европа а таму веќе постојат одредени правила по основно оваа тема и секако ќе имаат бенефит самите оператори со храна. Значи еден триаголник, три точки каде што сите три точки ќе бидат на некој начин задоволени. Донесовте 4 картички. Да, може да кажам, благодарам што ви мора. Значи, овие картички ние ги нарековме една нашата неопштествена неодговорност. Овие картички ги нарековме само оваа камера, ако може. Ги нарековме како театар на апсурдот, бидејќи првата картичка вели првиот чин од тој театар е дека апсурдно е колку количина на храна се произведуваат или дистрибуираат, сепак завршуваат на ѓубриште. Втората, иначе да спомнам, овие две слики први се од нашето секојдневие. Првата картичка е фрлена храна во Струмичко, а втората слика е од пред канцеларијата на председателот на државата. Ние обезбедуваме некаков си оброк за одредени корисници, меѓутоа дали е тој достоен на овој начин човекот да седне на тротоар на сред улици да го јаде. Сигурно не е достојно. Значи, треба да водиме грижа и за оној дел кој што го нарекуваме народни кујни или па други иницијативи кои што се во сивата зона. Но иначе само да спомнам за гледачите дека во Македонија немаме законско решение, што е апсурдно, кое што го регулира помошта во храна. Доли имав критика лично у лице од страна на одредени министри, па вели зошто им делите храна. И оние во право, односно она е во право. Меѓутоа, како, значи, тоа прашање, па зошто им делите? Бидејќи на вистина, во законските решенија и подзаконските акти, помошта во храна не е регулирана. И на некој начин ние, ајде да речеме, во наводници работиме во некоја сива зона на делување оно што го работиме. Што е апсурдно, нели? А во ковид кризата 8 граѓански организации во Македонија, значи никој друг институциите не мрднаа со прст да поделат 1 грам, не 1 кило, 1 грам храна. Овие сте тие картичките, ние овие картички ги пративме до сите пратеници, да ги поттикнеме да размислуваат. Ги пративме до сите министерства, дел од меѓународни организации што се во Македонија, односно амбасади.
споделихме со наши партнери организации, бидејќи овој целата иницијатива без поддршката на Civica Mobilitas нема да може да правиме. На некој начин нашата работа е зависна од тоа да дел од активностите бидат покриени со средства, бидејќи кај god да патуваме, како што споменав после емисијата, носиме храна за велеси и кавадарци, горивото кошта, па не бараме за нас. Меѓутоа, тоа е потребата која што ние како организации ја имаме во нашето секојдневно работење. Каде е Македонија на европската или светската мапа кога станува збор за фрлање на храна, а каде е кога станува збор за донирање на храна? Со фрлање сме меѓу првите 10, а со донирање последните 10. Тоа е нашиот сооднос. Имаме хумано и општествено одговорно општество, морам да признам, но некако дали ние не знаеме да ги бараме тие донации или па патот на донациите од страна на од другата страна кај што треба да се реализираат некако не е регулиран. Убаво кажав пред малце дека закон за донации и спонзорство, бидејќи не е само некој да излезе од джеб да даде 1000 евра, 2000 евра, 500 евра, 100 евра, не е битно. Мора да има законска рамка. И за секоја донација ние како организација треба да одговараме. Затоа што треба да поднесеме извештај, да потврда да дадеме донации. Имаме некоја регулација ние во Македонија на под тој основ. Еве пред 2 дена, уствари у четврток, на 9 уствари точно, баш во рамки на Civica промовиравме звездите против ковид. Тоа беа институции и поединци, ги наградиме со фини статуетки да ги подсетуваат дека биле одговорни во времето на ковид, така и нарековме звездите против COVID-19, каде што 20 компании, морам да признам дека во изминатите 2 години ревносно, перманентно не поддржуваат во она што го работиме. И тој беше на еден оддавање мала почит кон тие што знаат и ценат оно што ние го работиме, а ние па знаеме да цениме на некој начин да им возвратиме со една скромна, да речеме, награда звезда против ковид, да кажеме дека навистина нивните донации дури имавме можност да им дадеме и статуетки и благодарници, но имавме еден интересен случај, бидејќи една нова иницијатива на Банката за храна од пред некое време е она кинеската поговорка која вели дека ако го храниме некој со риба, ќе го нахраниме еден ден, меѓутоа ако го наловиме, ако научиме да лови риба, ќе го нахраниме за цел живот. Така да почнуваме една иницијатива, рекоа дека била добра, ајде ние викаме иницијатива во Радовишко, каде што на младо момче со хендикеп, кое што живее со 10-11 илјади помош кој што му дава државата, а има голема желба да направи нешто за себе и околината, му помагаме со обезбедување на услови во кои што он ќе ствара за себе и за правоблиските, целиот тој вишок друг што ќе се појави на, да речеме, од неговото производство, јајца, зеленчуци, мед и така, тоа се области во кои што сака да биде, бидејќи сакал да биде дел од природата, да тие вишоци ги понудиме како органски, бидејќи навистина местото е во планина горе под Плечковица, каде што може луѓе да замислат како убавина. Да. Само накусо, вашата мисија нула глад, нула загуби во храна, возможна е? Сиромаштво и глад имало, има и ќе има. Загуби во храна имало, има и ќе има. Доколку ние ставиме клучно на нашата организација, тоа значи дека тоа е решено. Меѓутоа, и дај Боже да е така, меѓутоа не верувам дека ќе се случи. Ви благодарам што денеска бевте дел од Здрава Македонија. Благодарам на поканата.